Дел од независните кои сакаат да се тркаат на локалните избори воопшто не биле толку независни и самостојни како што се представуваат, туку зад некој од нив стои Радмила Шекеринска и крилото на СДСМ, кое и остана лојално по екскомуникацијата што ја направи актуелниот лидер Венко Филипче. Неофицијално Алфа дознава од своји извори. Според нашите информации, главно станува збор за оние иницијативи и граѓански организации кои се представуваат како независни, но на јавност и се добро познати по нивните релации со Сорос и со шарената револуција. Групи кои се почувствуваа изиграни од Заев, но сега и од Филипче. Алфа се обиде да добие коментар од Шекеринска на оваа тема, но за сега нема никаков одговор. Според професорот Самуил Малчевски, редно е невладините да се одлучат дали се невладени, владени или независни и да не се менуваат по потреба. Тоа се луѓе кои што со години провејувале низ фондацијата Сорос. Со години нивните активности беа финансирани од фондацијата Сорос. Беа дел од така наречената шарена револуција. Така да сите некако се дел од тоа милје кои што сега пробуваат да се препакуваат и да се прикажат како независни. Ама знаете што е карактеристично за сите нив? Кога треба се независни, кога треба се зависни, кога треба се невладени, кога треба се владени. Едноставно по потреба, како и треба на СДСМ, на владачката структура во СДСМ или на некои структури во СДСМ, така тие луѓе ги активираат. Инаку, Шекеринска високо котираше во СДСМ пред неколку години, но во 2021 по катастрофалниот пораз на локалните избори пукна тиквата меѓу неа и тогашниот лидер Димитар Ковачевски. Ја обвини партијата за поразот на изборите и рече дека социјалдемократите не ги научиле лекциите. Таа не беше дел од новата влада, а се погласно се зборуваше дека зад неа застанало скопското крило на СДСМ. Исто така, по доаѓањето на Филипче, Шекеринска остана на маргините на партијата, деломно и поради заменувањето на позицијата заменик генерален секретар на НАТО. Со поддршката на овие иницијативи, таа може да му нанесе дополнителен удар и на така веќе пропаднатиот рейтинг на СДСМ. Во јавноста деновиве актуелна е темата за статусот на независните кандидати кои сакаат да одат на избори со независни советнички листи. Оваа година неколку невладини организации најавија дека без разлика дали треба или не потписи за поднесување на листи, сепак тие ќе соберат потписи за да формираат партија. За сега независни листи се најавени за Центар и Карпош, општини во кои се очекува и најинтересната битка.